Анита, Младеновиќ, и вели како исхрана може да помогне со псоријаза. Анита, прво, мислам, јасно ти е дека псоријазата не може, мислам, нема одговор тука да најдеш од мене или или на Инстаграм и ќе ја лечиш. Значи, прво мора апсолутно мора да бидеш во консултација со лекар и да си правиш испитувања, терапии, се што тоа треба да се прави, затоа што псоријазата не е нешто што јас ќе ти помогнам да го истретираш, но од она што го најдов, што го зборува науката, е дека прво нешто што треба да поведеш сметка во исхраната е со неколку типови на продукти, групи на продукти. На прво место се става црвено месо, млечни продукти и јајца, затоа што имаат една масна киселина која што се вика архидонска киселина. И таа науката нашла дека го поттикнува овој воспалителен процес и псоријазата. На второ место провери се со глутен, затоа што интолеранцијата на глутен, а при тоа нетретирањето, носи зголемен ризик за појава на псоријаза и доколку веќе ја имаш, дефинитивно може да иритира и константно да си подпалена, да не речеме, затоа што и ти точно знаеш ако ја имаш дека псоријазата знае некогаш да биде поактивна, понеактивна и така натаму, како секое друго воспаление. Следно нешто што треба да гледаш, алкохол 0, да го исфрлиш во целост, да исфрлиш било каква процесирана храна, сувомеснати продукти и слично, затоа што тие поттикнуваат воспалителни процеси. Соланин е една состојка која што ја има во патлиџан, модар патлиџан, пиперки и компири. И треба да се тргнат од исхраната и да проверуваш дали кога ги јадеш има зголемени воспаленија, значи мора да тестираш со исхраната, бидејќи не е едно нешто што важи за секого кој што има псоријаза. Секој има различна историја, различна генетика, различни метаболизами и овие работи не се здраво за готово да ги фатите и мора да тестираш и да применуваш. Од суплементација, омега-3 обавезно, витамин D, B12 и селен, тоа го препорачува науката и медицината, и како диета можеби е добро да почнеш да размислуваш дали да применуваш веганска исхрана или да применуваш медитеранска исхрана, затоа што медитеранската исхрана подразбира многу внесување на морска храна, многу зеленчуци, многу добри јаглехидрати и така натаму, што влијаат на било каква позитивно влијаат на било каков воспалителен процес. А да не зборуваме за веганството, за кое што се повеќе има научни студии кои што говорат дека дефинитивно позитивно влијае на најразлични воспалителни процеси, така да тие се некои совети кои што би ти ги дал за твојот случај и за како со исхрана да си помагаш со псоријаза.